Во мојата работа се знае кои се прораките од специјалното јавно обвинителство, продолжување на рокот во кој може да подигаме обвинение. Тоа е една од основните пораки и се надевам дека судот ќе побрзо ќе решава по нашите обвинителни акти кои ќе ги доставиме во текот на идната недела. Веќе ви стекува рокот за поднесување обвинение, уште колку обвиненија јавноста може да очекува до крајот на рокот? Па мислам дека повеќето истраги кои се веќе отворени ќе завршат со обвинение. За кои лица, тоа е многу важно прашање. Ќе има за некој отфрлање, запирање на истрага, за некој ќе се поднесе обвинителен акт. Значи јавно обвинителски одлуки во секој случај ќе бидат донесени во следната недела. Така дали очекувате судот конечно да проработи? Се надевам и јас исто. Еве и таа е порака една што ќе пренесам до јавноста, до граѓаните на Република Македонија. Се надевам дека судот ќе обрне доволно внимание на нашите докази, врз основа на кои ние ги поднесуваме обвиненијата и ќе ги продолжи, ќе ги потврди обвиненијата, за да одиме на суд и таму во судница да ги вкрстиме нашите аргументи со обвинетите и со нивната одбрана. Стојанова, следни обвиненија станува збор за повторно за високи поранешни функционери? Па да, за граѓани на Република Македонија. Како прво, бидејќи сите се еднакви пред законот, има и за високи функционери и за останатите лица кои се добро познати, кои се прислушувани во периодот од 2008 до 2015 година. Што доколку не се проложи мандатот на Мандатот е на специјалното јавно обвинителство 5 години, 4 години со право на продолжување на 1 година. Тоа е за мене и за останатите обвинители. Ние имаме мандат да работиме, ќе продолжиме да работиме на нашата мисија, да ги обработиме сите разговори, а што се однесува до рокот за поднесување обвиненија, тоа е дискутабилно, се разговара на таа тема, се надевам дека ќе се најде решение во најбрз може рок, а очекувајте дека и во идниот период ќе отвараме исто така истраги за други прислушкувани разговори кои имаат криминални. Сега се обработени материјали процентуално? Процентуално 12% се само напишани. 45% се во обработка, вкупно, значи 45 со тие 12%, 55% се останати за необработени. Али тука мора да разберете дека има многу новинари, има многу на разни јазици прислушкувани разговори. Тоа е еден дел кој уште не сме го започнале, тоа ќе биде после 15 септември.